Крвавото собраниско стампедо кое македонската криза ја донесе до крешендо, добила специфична нота кога акцентот намерно погрешно се ставал врз непознати странски служби и филантропија може со неверојатна прецизност да се смести на една, која со сигурност работела на расплет, поинаков од актуелниот. Обидот за релативизација од страна на ученикот кој ги надминува и професорите од Орбано-Груевистичката филозофска школа е непримерен и смешен, затоа што неговиот разузнавач е фатен ин флагранти. Имам више лица кои би могao одмах да вам наведем од Зендерија до Чачановског из Скопља кои су били у Београду на демонстрација против мене, па шта? И чему е сад ту проблем? И навистина не би било ништо ако не станува збор за триумвират, организиран како модерна ВМРО-вска тројка. Шпиун, политичар и новинар, од кој секој си ја одработувал својата задача. Еден во корист на сопствената држава, друг за да задржи власта. Трет, веројатно од лукративни причини, нарачаните текстови да ги предимензионира до таа мера што во едно интервју од половина час, дури 3 пати ќе ја смени бројката, за таа да добие звучност. Koliko ljudi po vama se okuplja svake večeri ovde? Najmanje 5000. Najmanje 5000. Najmanje 5000. Svako večer ste imali na ulicama Skoplja 20-30 hiljada. Pa ja sam vidio o čemu se radi na licu mesta. Ako vi imate 50.000 ljudi na ulicama Skoplja, ba zato je 100.000 ljudi izlazilo svako večer po... I čemu je sad tu problem? Не, нема никаков проблем, но станува проблем кога наместо јасна осуда кога треба, некој се подсмева со играњето со животот на луѓето, не се оградува од идејата дека секој може кога сака да ја земе правдата во свој раце, туку бара оправдување во револтот. Иронизирањето со смртта, цинизмот со кој се зборува за раскрвавените и лицемерието со кое не се прави разлика меѓу убици и убици, покажува колку ефемерна станала човечноста. Обидот за убиство беше недвосмислен, свиреп и со умисла. Тоа било обид за убиство со умисла. Па ако сакаше некој да го убие, таму ќе го убиеш. Денешниот обид за убиство не беше случај. Човекот вика, дојдоа осмислено да ме убијат. Може да го убијат, до него беа, така? Значи не им била намерата да го убијат, туку веројатно ги понело револтот. И чему е сад ту проблем? Тоа се глупости. За среќа ниту една од тие глупости не заврши со трагични последици, па наместо волов по нечија глава политиката и незините експоненти своите ескадрили ке мора да ги насочат во помирни води, трагајќи по тоа што на вистина граѓаните треба да го добијат како трофеј од нивните ексклузивни харпуни. Искрено ви препорачувам веднаш, уште утре, да ги растрчате сите ваши подчинети за да се обидат низ македонските реки и езера да ја фатат златната рибка. Само така владата на СДСМ може да оствари подобар живот за граѓаните во Република Македонија. Еве златната рибка ја ослободи Македонија од режим. Ќе ги исполни и другите очекувања на граѓаните, ја се надам. И чему е сад ту проблем? Во таа насока, како сите, така и оваа нова владина гарнитура веројатно ќе исполни барем едно ветување, кое не го пишува во ниту една програма, но е обичај што го практикува секоја структура, а овој пат и со најава дека тоа ни се подготвува. За раѓањето на бебињата 2015 година 22.482, 2005 година 22.482, 2015 23.106 бебиња се родили. И за тоа повикувам заедно да работим. И на крајот. Па другари. Таму. Не му успеа ниту овој обид на Зоран Заев, шверцерски и на мала врата да се протне во владата.